Почитувана господја Милева, како национален координатор за национална конвенција при Европската Унија, почитуван министри драг колега Муамед Хоџа, почитувана екселенцијо Хрицова, амбасадорка на Република Словачка во Македонија, почитувани координатори на работните групи, представници на институциите, дами и господа. Големо е задоволството да денеска ви се обратам и ве поздравам, воедно и да отворам како прв обраќач од страна институциите оваа работна сесија на работната група за земјоделство и рурален развој и работната група за животна средина, организирана од страна Националната конвенција за Европска Унија во земјава, која е прва од ваков вид на работни сесии посветени на соработката помеѓу институциите, нормално дискусии за меѓусекторски надлежности во делот на исполнување на предусловите и предизвиците за евроинтегративниот процес на нашата држава. Денешната работна сесија се однесува на можности за интегрирани мултисекторски пристап на политиките кои што ги води државата во делот на управување со водите, како и влијанието на климатските промени. Конкурентноста на земјоделскиот сектор, како и оптималното користење на природните ресурси е основна цел и заложба на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а наводнувањето како еден од тие сегменти има голема и значајна улога. Нормално изградбата на нови системи за наводнување и одржување на веќе постоечката инфраструктура представува еден од клучните фактори кои што придонесуваат за зголемување на ефикасноста во делот на земјоделското производство. Потребата од нови системи за наводнување е поголема заради влијанието на климатските промени кои што од година во година се поизразени и поизразени. Една од најважните улоги на Министерството е развојот и изградба на современи системи за наводнување кои што нормално обезбедуваат сигурно и ефикасно користење на водните ресурси. Во услови на климатски промени се почести сушните периоди во текот на летото и инвестициите во оваа инфраструктура за наводнување представува еден од стратешките приоритети на владата, со кој што нормално треба да се обезбеди стабилно наводнување со вода на земјоделските површини, зголемено домашно земјоделско производство, конкурентност на домашните производители и нормална одржливост во руралните средини. Нашата цел е секој еден земјоделец да има пристап до сигурен и ефикасен систем за наводнување, а секоја инвестиција во оваа инфраструктура да придонесе за поголема продуктивност, повисоки приходи и подобар и поквалитетен живот во самите рурални средини. Преку интегрираното управување со водите и континуирани капитални инвестиции, градиме основа за модерно, конкурентно и одржливо земјоделско производство. Во рамки на активностите на Министерството за земјоделство и владата, досега од буџетски средства се реализирани бројни системи за наводнување кои што се изградени и дел од нив се во теков на изградба. Тука би ги споменал браната Конско, браната Речани кој што во моментов се гради, хидросистемот Равен Речица, системот за наводнување Колибари, реконструкција на системот за наводнување Дебарско поле, реконструкција на канал за наводнување во Зајас, системот за наводнување во општина Сарај и многу други проекти. Меѓутоа, со помош на меѓународни финансиски институции се реализира и програмата за наводнување на Јужна долина на Вардар, финансирана од заем, односно кредит од Германската банка за обнова и развој, KfW, како и програмата за наводнување која што опфаќа изградба на 4 системи за наводнување, системот Лисиче, Страиште, Коенско и Пепелиште. Со финансиска поддршка од инструментот за предпристапна помош ИПА на Европската Унија преку проектот Мали економични и еколошки прифатливи системи за наводнување, до сега се изградени 5 мали системи кои што се во функција и нормално почнуваме со реализација на 2 нови проекти кои што исто така се финансирани, а тоа е системот за наводнување во Сопот и во Новаци, општина Новаци. Нашиот успех и реализацијата на инвестициите зависат и од партнерството помеѓу државните институции, соработката со локалната самоуправа, научната заедница како еден од битните фактори, граѓанскиот сектор и нормално самите земјоделци кои што се директни засегнати или корисници на овие системи кои што се многу важни за одржливото земјоделско производство. Само преку заедничка работа можеме да изградиме систем кој што ќе обезбеди одржлив развој за сегашните, но нормално и за идните генерации кои што доаѓаат после нас. На крајот, почитувани, ви сакал во името на владата, во името на премиерот, изразам благодарност до помошта на Република Словачка и Европското движење, што ја овозможија реализацијата на оваа конвенција,
а воедно во текот на наредниот период кој што ви престои, во дискусиите, панел дискусиите кои што ги имате, да имате плодни и успешни дискусии, нормално добри заклучоци кои што ќе значат еден добар патокос во каква насока треба се движиме во овој сегмент како еден од битните фактори во делот на земјоделското производство. Ви благодарам на вниманието.